Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Почитувани слушатели и драги пријатели, добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Денешното издание е посветено на тркалезната маса на тема електричните тротинети, паметно или опасно, организирана на Техничкиот факултет во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, по повод 11 мај, Светскиот ден на културата во сообраќајот. Останете со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Мене нема кој да ме спаси, да сум на дно. Ти среќна да си, барем да сум тој што светла гаси уште една ноќ. Ти моја да си. Кажи ми кај бевме ние, што све поминавме. Неќе да бие, срце лано ко зима е, сјајот го крие, место да сијаме. Кога градот спие, дојди еден живот имаме. Јасно ми е мене, јас сум минус, а ти плюси. Скубени у време ко тие коси кости. Помтамо нарече, нема никад да ме пушти. Планини ке помести, зидови ке сруши. Лед ледена, удари сервира као ММА. Ако љубовта игра, тогаш губам знак. Сите спомени во срце ке ги урамам. Нереално, како после сето не овој брод. Нереално, креваш од дно. Мене нема кој да ме спаси, да сум на дно. Ти среќна да си, барем да сум тој што светла гаси уште една ноќ. Ти моја да си. Дали си среќна сега без нас? Дали некој друг те гледа ко јас? И да знаеш се е празно сега без нас. Душава тажна, вришти без глас. Не бирам тајминг, само дај ги твоите лаги сладки се драги од Кармин, do you love me? Тие ноќи кратки се Телефон звони, но ми фали едно име. 1000 пораки, ни една да ме дигне. Баш си ко за мене, ти не си као сите. Иако си кармата што сака да ме стигне. Кога е средена грешат врат, тука е, бај се губи трак. Направи хаос ти пак и пак. А мене нема кој да ме спаси, да сум на дно. Ти среќна да си, барем да сум тој што светла гаси уште една ноќ. Ти моја да си, мене нема кој. Како што кажавме во најавата, по повод 11 мај, Светскиот ден на културата во сообраќајот, на Техничкиот факултет во Битола, единица на UKLO, се одржа тркалезна маса на тема електричните тротинети, паметно или опасно, на која е алармирано за се поголемиот број сообраќајни незгоди со електрични тротинети. На настанот, представници од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, Министерството за внатрешни работи, секторот за внатрешни работи Битола, професори и алумнисти на факултетот, ученици и професори од средните сообраќајни училишни центри отворија бројни прашања врзани за користењето на овие современи средства за урбана мобилност. Според презентираните податоци, во 2025 година во државата се случиле 147 незгоди со учество на возачи на електрични тротинети, при што едно лице загинало, 32 се здобиле со тешки, а 112 со полесни телесни повреди. Во првите 3 месеци од 2026 се регистрирани уште 12 незгоди, од кои 3 со тешко повредени лица.
Овие алармантни податоци се само потврда дека е неопходно подобрување на законската регулатива, ограничување на брзината и подигнување на старосната граница за управување со електричните тротинети. Тркалезната маса на тема електричните тротинети паметно или опасно започна со презентирање на резултатите од теренското истражување што Техничкиот факултет од Битола го реализираше во соработка со Одсекот за сообраќај и транспорт и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Докторантката Верче Конеска, која е демонстратор на Одсекот за сообраќај и транспорт на Техничкиот факултет, посочи дека истражувањето е спроведено меѓу 1329 корисници на електрични тротинети во Битола, Ресен, Охрид, Струга и Гостивар. Пренесуваме дел од добиените податоци од истражувањето. Беше анализирано нивното однесување од аспект на прописно-непрописно движење, користење на заштитна опрема, почитување на дозволена брзина на движење, како и степенот на осветленост на самите електрични тротинети. Во дело на заштитна опрема беше анализирана употребата на заштитен шлем кај корисниците на електрични тротинети. Највисок процент на користење на заштитен шлем е утврден кога корисниците се движат по тротоари, каде вредноста е 27,04%. Кај корисници кои што се движат по велосипедска патека имаме вредност од 21,25%, додека најнизок процент е при движење кога корисниците на електрични тротинети се движат по улици каде што нема изградено тротоари и велосипедски патеки, односно 20,97%. Кога зборуваме за дозволена брзина на движење, земене во предвид Законот за безбедност на сообраќај на патиштата, во кој што е наведено дека по велосипедска патека корисниците смеат да се движат со брзина до 25 км на час, додека при движење по тротоар со 6 км на час. Речи си повеќе од половината корисници не ја почитуваат она дозволена брзина. Во ноќни услови беше анализирана она осветленост на корисниците на електрични тротинети, односно дали имат соодветно осветлување на предната и задната страна од тротинетот. Највисок процент на соодветно осветлени корисници кои што се движат во сообраќај при движење на улици со тротоар изнесува 44,2%, при движење на улици без тротоар и по велосипедските патеки имаме пониски вредности од 39,6 и 39%, или она вкупна вредност за сите анализирани локации изнесува 41,2%. Анализата на прописното и непрописното однесување на корисниците на електрични тротинети ни покажува исклучително алармантна и загрижувачка состојба. Од вкупно анализирани 1329 корисници на електрични тротинети, само 7,45% од корисниците се движеле прописно и во согласност со сообраќајните правила, додека дури 92,55% биле евидентирани со различни форми на непрописно однесување. Резултатите ја потврдуваат потребата од итно регулирање на ова материја со цел зголемување на безбедноста во сообраќајот, а на ист став се и граѓаните со кои се разговараше на оваа тема при теренските активности. Кои се мерките кои треба да се превземат? Како е ова материја регулирана во земјите на Европската Унија? Ќе слушнете по музичката пауза. Некој што ќе остане, после дај му дел од себе, само за да потрае. А долно знаеш кога спие, како да го залажеш. Сите тајни што ги пија, сонот ќе ги покрие. Ајде признај, криеш предолго, кога мислиш ти, дур си до него. Ајде признај, знам, лаже погледот, се што има крај, има почеток. Еј, ама не сваќам, нели тежко ово, кога знаеш кој е во срцето. И кажи ми дали те исполнува и тоа што фали, те прокува.
си пак од тоа патишти. Во инсомнија се зароби. Ајде признај, криеш премногу. Кога мислиш ти, тур си до него. Ајде признај, знам, лаже погледот. Се што има крај, има почеток. Ајде признај, криеш премногу. Кога мислиш ти, тур си до него. Ајде признај, знам, лаже погледот. Се што има крај, има почеток. Чекав да видам некој знак, чекав, а не требано пак. Знам ти ке бидеш секогаш на пола пат. Чекав да видам некој знак, чекав, а не требано пак. Знам ти ке бидеш секогаш на пола пат. Признај, криеш премногу. Кога мислиш ти, тур си до него. Ајде признај, знам, лаже погледот. Се што има крај, има почеток. Ајде признај, криеш премногу. Кога мислиш ти, тур си до него. Ајде признај, знам, лаже погледот. Се што има крај, има почеток. На тркалезната маса на тема електричните тротинети паметно или опасно, која на 11 мај 2026 се одржа на Техничкиот факултет во Битола, се разви широка дискусија околу употребата на овие современи урбани средства за сообраќај. Факт е дека се уште постојат нејаснотии околу нивната законска и инфраструктурна интеграција, а се поставува и прашањето за одговорноста и постапувањето при сообраќајните незгоди со електрични тротинети. Професор доктор Зоран Јошевски од Техничкиот факултет, а воедно и член на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, вели дека мора да се работи на подигнување на едукацијата на граѓаните, посебно на децата, преку одредени превентивни кампањи и неминовно е до прецизирање на законската регулатива. При тоа посочи: Одредени земји решаваат проблемот да го решат со рестриктивни мерки, односно забрана целосна на електричните тротинети. Но верувајте, и нината ќе носи и други современи средства за урбана мобилност и ние не смееме да се плашиме од нината. Туку ние треба да бараме што во овие услови можеме да направиме, а да ја подобриме безбедноста. Нормално, како што напоменав, онаму каде што се недостатоците. Самите локални самоуправи мора да работат на подобрување на инфраструктурата. Значи мора ние да преминеме кон други форми на урбана мобилност. Не смееме да се базираме само на класичните или традиционалните форми на превоз, а тоа е патничкиот автомобил, бидејќи тоа ни создава па и други проблеми. Понатаму, едукацијата. Мора да работиме на подигнување на едукацијата и токму заради тоа на ова панел дискусија се поканети и заедно учествуваат со нас гости од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Тие постојано работат во делот на одредени превентивни кампањи како до поголема безбедност и нормално мора да работиме во делот на законска регулатива. Значи мора да ја допрецизираме законската регулатива. Видете само еден парадокс. Електричните тротинети може да се движат со брзина не поголема од 25 км на час. А ние дозволуваме како држава увоз на електрични тротинети со 1,5 киловати кои што можат да развијат 70, 80 и повеќе од 100 км на час. Зошто тоа како држава го дозволуваме кога знаеме дека тие електрични тротинети не смеат да учествуваат со таква јачина, со таква силина на електромотор. Некој ќе рече да, може би тоа се за некој офроуд уживања или задоволство и така натаму, но ние се почесто ги гледаме на улиците тие. И затоа мора да размислиме не само на законска измена кога зборувам на законот за безбедност на сообраќајот, туку треба и други одредени законски и подзаконски акти да се променуваат со цел да се регулира. Например, не знам, треба можеби да размислиме и да подигнување на возрастната граница на кој се може да управува електричен тротинет. Сега тоа е 14 години, но верувајте, деца на 14 години управуваат електрични тротинети што возат 60-70 км на час, без при тоа да ги познават елементарните правила и прописи од сообраќајот.
Председателот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, господинот Горан Ангеловски, го дели ставот дека мора да има одредени законски корекции, до прецизирање на правилата и прописите под кои овие учесници може да учествуваат во сообраќајот, вклучително утврдување по кои сообраќајни површини може да се движат со колкава брзина, годините на старост и слично. Пренесуваме дел од неговото излагање. Во делот на сообраќајната инфраструктура, ние знаеме дека поголем дел од градовите немаат сообраќајна инфраструктура воопшто за ова категорија на учесници во сообраќајот, а имаме такви возила на патишта. Така да неминовно е во тој дел и локалната самоуправа, значи да посвети особено поголемо внимание во делот на сообраќајната инфраструктура, во делот на законската регулатива која што е регулирана во нашиот закон за безбедност во сообраќајот по патиштата, слободно можам да напоменам дека постојната законска регулатива треба да претрпи одредени измени, односно да се допрецизираат каде ова категорија на учесници може да учествуваат во сообраќај. Одредени држави од обкружувањето воведоа целосни забрани, меѓутоа во тие држави воопшто не се регулирани како возила и како учесници во сообраќајот. До нивно регулирање воведоа конкретно да не се воопшто користат. Меѓутоа, искуствата кои што ги имаме од соседните држави и на европско ниво, а вклучително и Европската комисија за безбедност во сообраќајот на патиштата, во 2024 година донесе одредени препораки кои што треба да ги имплементираат земјите членки на Европска унија, вклучително и ние кои што се стремиме за влез кон Европската унија. Значи, првин во делот на ограничување на брзината на движење. Кај нас согласно законската регулатива е 25 км на час. Предлогот на Европската комисија да биде на 20 км на час. Задолжително заштитна кацика. Ние кај нас сега во законот е регулирано дека треба да носиме, меѓутоа тоа е декларативно. Кога немаме санкција, ние сме предвиделе нешто истото и за велосипеди. Се додека немаме санкција не е задолжително, значи тоа е декларативно. Понатаму, старосната граница на управување на овие возила кај нас е 14 години согласно закон, препораките се на 16 години да биде регулирано, меѓутоа одредени држави од обкружувањето, еве ќе споменам конкретно Грција, пред некој ден излезе со нова одредба дека треба да биде 18 години, што и според мене е за поздравување. Бидејќи не можеме ние да направиме паралела помеѓу велосипед и да направиме помеѓу електричен тротинет. Затоа што стабилноста за времето на управување со велосипед и со тротинет не е исто. Плюс, тркалата не се исти. Така да алкохолот исто така е предвиден да биде на 0. Исто така препораките се дека електричните тротинети треба да ги одделиме од пешачкиот сообраќај. Кај нас, значи, согласно постојната законска регулатива, таму каде што имаме изградено велосипедски патеки, велосипедски ленти, возачите на електрични тротинети задолжително треба да се движат по тие ленти. Таму каде што немаме изградено ваква инфраструктура, треба да се движат по пешачка патека или по тротоар, заедно со пешаците, меѓутоа брзината на движење не сме да биде поголема од 6 км на час, што во пракса не е така. Уште една работа, сакам да напоменам, значи, првин мора ние сите дома како родители да се запрашаме и да размислиме какви скапи играчки им купуваме на нашите деца, кои што може да ги чинат глава, односно живот. Значи, пак ќе кажам, најголемиот проблем јас го гледам во родителите. И статистички, и она од истражувањата на терен, најмногу учесници кои што се прекршители на одредбите се деца. 12, 10, па и 8 години. И се возат по двајца, по тројца. Компаниите кои што рентаат вакви возила немаат контрола, значи на кого издаваат возила. Се регистрираат со апликација од родителите, односно родителот се аплицира со негова апликација од телефонот за да може детево да вози тротинет. И особено во ноќните часови се најголемите проблеми.
Ма не ти стои да ме молиш вака пред мене. Друг па до 10 брои пред да одиш да го заведеш. Ладна како лед, сладка како ме, таква баш си ми ти. Тешка како срам, лесна како грам да ме полуди. Ова ноќ сите во тебе гледат, ма битна си. Ова ноќ ти убиваш со лажни погледи. Ей, и гледам тебе баш ти е фино. Сите ти го прават филмот, а тебе као ти е криво, па ми доаѓаш. Ма не ти стои да ме молиш вака пред мене. Друг па до 10 брои пред да одиш да го заведеш. Ма не ти стои да ме молиш вака пред мене. Друг па до 10 брои пред да одиш да го заведеш. Сладка како ме, таква баш си ми ти. Тешка како срам, лесна како грам да ме полуди. Ова ноќ сите во тебе гледат, ма битна си. Ова ноќ ти убиваш со лажни погледи. Ей, и гледам тебе баш ти е фино. Светиш како во казино. И као нешто ти е криво, пак ми доаѓаш. Ма не ти стои да ме молиш вака пред мене. Друг па до 10 брои пред да одиш да го заведеш. Ма не ти стои да ме молиш вака пред мене. Друг па до 10 брои пред да одиш да го заведеш. Ма не ти стои да ме молиш вака пред мене. Друг па до 10 брои пред да одиш да го заведеш. Ма не ти стои да ме молиш вака пред мене. Друг па до 10 брои пред да одиш да го заведеш. Јавене повторно назад до програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, ве подсетувам ја следите емисијата Студентски парламент, денеска посветена на одржаната тркалезна маса на тема електричните тротинети, паметно или опасно. Веќе кажавме дека темата беше повод и за широка дискусија. Во продолжение слушнете ги размислувањата на професор доктор Верица Данчевска и професор доктор Никола Карстановски од Техничкиот факултет во Битола. Ова прашање кој што денеска се обработува, значи учеството на електричните тротинети, некако мислам дека се уште неспремни не начека во период од 5 до 6 години. Зошто го мислам тоа? Затоа што прво почна да се користат велосипедите, електричните тротинети без никаква регулатива во законот, па потоа се донесе една регулатива која што уште е важечка, доколку се движат со брзина до 5-6 км на час, колку пресечна брзина на пешаците, да се движат по тротоарите каде што се движат пешаците, а ако се движат со поголема брзина да се движат на велосипедски ленти или ако ги нема нив на коловозот по десна страна. Тој двоен, односно троен аршин, мислам дека не ги прави и проблемите во цела оваа проблематика и фактот дека електричните тротинети стануваат едно средство за паметна, урбана мобилност, зелена мобилност, каква и да сакаме да речеме, кој што се повеќе влегува на голема врата, бидејќи сега се испуштаат, гледаме сите и цените, упола се намалија од колку што беа на почеток и секој сака на некој начин да го има за брзо да стигне до саканата дестинација. Меѓутоа, што е опасното? Опасното е тоа што се даваат на млади личности, на деца и на адолесценти кои што немаат основни познавања за сообраќајните правила и прописи, бидејќи сообраќајното образование е само мал дел во образованието општо техничко во училиштата основни кои што се работи. Иако е една од основните безбедносни прашања, значи како може да оди до училиште и назад или да се движи во својата околина, без да се
размислува децата кои што користат електрични тротинети. Во последно време што гледам во стамбената заедница во Карпош, таму живеа, редовно по двајца се возат, по 2 деца на тротинет. Значи ги има по двајца по тротоар, па ќе му текни ќе преминат на улица и слично, во дел кај што немаме никаква регулација и немаме контрола на дистите. Сме размислувале сите, значи ова е проблем и уште повеќе ќе биде проблем затоа што на голема врата влегуваат бројно, квантитативно, квалитативно не знам какви се уредите со намалени цени, меѓутоа во секој случај слушнавме податоци дека имаме повредени, меѓутоа не слушнавме дали тие се повредени возачите на тротинетите или пак некој кај што удриле во некого на велосипедска патека, на тротоар или било каде. Ова покажува дека имаме уште многу за работа, дека мораме да ги прифаќаме предизвиците, не сум за начин на забранување, бидејќи таа забрана нема да успее кај нас. Сум за обуки и посебни вакви настани за зголемување на сообраќајната култура кај учесниците во сообраќајот. Секако едукацијата, кампањите, сите овие напори кои се прават апсолутно се потребни и имаат своји ефекти. Меѓутоа јас го проширувам моето размислување гледајќи што се случува практично кај нас во Македонија и поготово што се случува пред и воведувањето на системот Safe во Скопје. Сметам дека покрај едукацијата многу голем проблем кај нас е воспитувањето. Како држава сметам дека сме потфрлиле многу во воспитувањето. Едно е едукацијата, едно е познавањето на сообраќајните правила и прописи, друго е градењето на сообраќајната култура. Овде посебно се истакна проблемот со децата, секако тоа е многу важен проблем. Јас дури забележувам дека многу повеќе возрастни лица, мажи и жени на електрични тротинети воопшто не почитуваат никакви правила и прописи. Зошто е важно воспитувањето? Тука можеби овие замерки би биле повеќе кон Министерството за образование и наука. Се правеа досега доста реформи во образованието, меѓутоа она што за мене е најголемо промашување, оние почетни години на школување од прво да речеме до 4-то деление недостасува предмет воспитување, во кој што предмет покрај најноставно би рекол би бил предмет за бонтон, однесување на децата, не знам, наглости на улица, во болница, во библиотека, не знам каде, и голем дел од тоа би бил однесување во сообраќајот, бидејќи тоа е возраст кога може да се создадат навики кај децата и подосна како возрастни лица да ги зачуваат тие. Овие кампањи гледаме дека кај лица од 30, 40, 50 години кои реков ги гледам многу повеќе низ Скопје кои потребуваат електрични тротинети, тешко дека ќе им ги промените навиките. Јас сум сигурен дека тие ги познаваат сообраќајните правила и прописи, меѓутоа не ги почитуваат. Тоа воспитување, тоа промашување, да речем како држава во делот на воспитувањето, најмногу се покажа во оној период пред воведувањето на системот Safe во Скопје, кога, како беше во 24 часа, над 100.000 прекршоци од сите учесници во сообраќајот се разбира на само велосипеди, беа регистрирани, тоа е навистина катастрофална состојба. Тоа можда и со Министерството за образование треба се разговара околу овој проблем и воспитување на децата од најрана возраст. Во рамки на настанот, представници од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, заедно со професорите и учениците од студентската сообраќајна единица при Техничкиот факултет во Битола, до широк сокак реализира превентивно-едукативна активност насочена кон возачите на електричните тротинети и велосипедистите. Во рамки на активноста беа споделени едукативни материјали и совети за безбедно учество во сообраќајот, со посебен акцент на користењето на заштитна опрема и почитувањето на сообраќајните правила и прописи. Се испрати порака дека развивањето на сообраќајната култура, почитувањето на правилата и одговорното однесување на сите учесници во сообраќајот се клучни предуслови за побезбедни улици и поголема заштита на животот и здравјето на луѓето.
а дали сонувам се, а лесно ми влага у мисли. Нема простор за мисли, меѓу нас има искри, нешто големо изби. Околу неа има луда фама, оној нејзин лик, само тој го сакам. Меѓу нас ова долго трае, ова срце мое, само ти го дам. Ме сониш, ти ми збориш и ме допираш со твојот нежен глас. Тие бисери се мои, мојот бисер добро стои на твојот врат. Сонувам се, а лесно ми влага у мисли. Нема простор за мисли, меѓу нас има искри, нешто големо изби. Кон крајот на денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛФМ Битола, уште да подсетиме дека Техничкиот факултет од Битола од 2018 година е интернационален партнер на унгарската идеја за промоција на културата на сообраќајот. Секој 11 мај во соработка со државни, локални, јавни, приватни и невладини институции со различни активности за подигнување на свеста кај граѓаните за значењето на сообраќајната култура за поголема безбедност во сообраќајот го празнува и одбележува овој ден. Оваа година настанот се организира и во чест на јубилеот 65 години Технички факултет Битола. Почитувани, тука го завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот одговорен уредник на УКЛФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц.
Укло ФМ, Битола, мај 2026 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ, Битола. Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk